Добар ден на сите. Најпрво на сите гости кои што се представници на другите држави, добре дојдовте и мислам дека навистина имаме одлично време во овие 2 дена и ќе може да уживате, освен што уживаме во дискусијата на панелите тука, да уживаме и во сонцето и атмосферата надвор. Сметам дека ние како социјалдемократи навистина покажавме во овие 2,5 години дека вредноста со која што владееме сосема поинаку го движи нашето општество кон развој, кон слобода, кон демократија, кон дискусија заеднички по однос на сите прашања и на тој начин надминување на предизвиците со кои што се соочуваат и граѓаните, но исто така и оние кои што, да кажеме, во еден момент се јавуваат и како работодавачи. Јас како поранешна министерка за труд и социјална политика, од мене беше побарано на овој панел да презентирам кои се успесите кои што како социјалдемократи ги покажавме во овие 2,5 години и на кој начин како пракса ги предводевме овие процеси. Знаете дека ние го потпишавме како предводници во регионот Global Deal, кој што беше на среќа предведен од страна на шведскиот премиер. Global Deal е една позиција во која што велиме сите треба да сме заедно кога донесуваме одлуки по однос на раст на плати, по однос на трудово законодавство, социјално законодавство, се со цел сите заеднички да имаме развој. И ние тоа го практикувавме, да речеме, во 4 политики кои што ги донесовме заедно. Сдруженија на граѓани, синдикати, работодавачи и влада. Тоа беше прво минималната плата. Ние во регионот бевме со најниска минимална плата и нашите работници ги продававме со години како ефтина работна сила. И тоа решивме дека мора да го промениме. Тоа беше дел од нашата изборна програма, од една страна, но од друга страна и како социјалдемократи ни беше обврска да ги подобриме работничките права и условите за работа, како и платите на овие наши сограѓани. Во тоа време беа 50.000 работници во, да речеме, најкритичните гранки и беа под нивото на минимална плата. Само 3 месеци по доаѓањето на власт на Социјалдемократскиот сојуз, успеавме минималната плата веднаш да ја изедначиме за сите сектори да важи и да ја подигнеме на ниво на 200 евра, а претходно беше 150 евра. Ово укажува дека 50 евра покачување имавме за само 3 месеци. Немаше ниту едно отпуштање, немаше затварање на индустрија и немаше отпор кај работодавачите. Затоа што преку социјоекономски диалог целото ова го постигнавме. Но во тој момент имаше и дополнителна мерка која што ја понудивме на работодавачите. А тоа беше сите оние кои што не може да исплатат минимална плата, преку буџетот ќе ги финансираме. И на тој начин постигнавме да тие се чувствуваат безбедни, дека не правиме дополнителен притисок на вистина каде што може да помогнеме. Од друга страна, тоа што го ветивме на работниците и го остваривме. И покажавме дека на вистина поседуваме капацитет како социјалдемократи да овие политики ги водиме во насока на развој на општеството. Никој да не изгуби. Второ, но во тој момент се создаде една атмосфера во ред, ова го направивте, ќе ви го простиме, затоа што сте само 3 месеци од доаѓање на власт, но до крајот на мандатот платава да не се чепне понатаму. Ние велиме, сега во овој момент нема да дискутираме за следно покачување, но секако нашата програма е јасна и ние прецизно и децизно ќе се држиме до нејзе, а како ќе се развива економијата, така целото ова ќе го следиме. И покажавме дека и втор пат ја покачивме платата и тоа повторно ја покачивме од 12.000 на 14.500, што е приближното уште 50 евра за само година и нешто, но економијата го издржава. И тоа повторно го постигнавме само преку диалог. Во тоа време и стопанските комори ги вклучивме, затоа што сметавме дека тие може да направат поголем притисок од организација на работодавачи, иако не се сметаа за социјален партнер. Стопанските комори за прв пат, мора да кажам, изрично покажа еден став дека девалвирани лични доходи не се потребни веќе за Македонија и дека како Северна Македонија ние навистина треба да градиме работни места што се високо платени. И ова мене ме изненади, но ова не се случи случајно. Мора да истакнам дека Прогрес заедно со шведските партнери работеа заедно со работниците во источниот регион и тие ги зајакнаа да бидат доволно гласни да се ги бараат своите права. Но на тој начин направивме силни граѓански организации, посилни и послободни синдикати и работодавачи што размислуваат дека работната сила е најголемиот потенцијал што оваа држава го има. Со сето ова заокруживме еден круг да тој понатаму го штити ова како концепт и го развива, а не да застане со само едно покачување. Во моментов, исто така, најголемиот притисок кој што јас го чувствувам како вице-премиерка за економски прашања е од страна на работодавачите кои што ме повикуваат на различни состаноци и велат:
платава немој случајно да расте, но првиот одговор мој е платата ќе расте, дајте да создадеме продуктивни работни места заеднички, влада, бизнис сектор и да создадеме атмосфера на раст, а не да ги застанеме платите. И мислам дека со тоа го трансформираме на некој начин диалогот. Втората работа која што исто така ни беше многу важна да ја постигнеме, тоа беше да донесеме нов закон за работни односи и во тоа како влада се уште не успеавме затоа што се распушта парламентот, но во следниот мандат приоритет ќе ни биде флексибилен, но и закон за работни односи кој што нуди сигурност. Се со цел да имаме избалансиран пазар на труд, кој што ние можеме да го предводиме и покажавме дека знаеме како се води, затоа што првиот драфт е речиси усогласен со сите засегнати страни и тоа го правиме преку концептите кои што ги нуди Global Deal и навистина ја почитувам целата поддршка која што како држава ја добивме. Дополнително сакам да истакнам дека ние како држава имаме навистина предизвик со усогласување на пазарот, понудата и побарувачката на пазарот на труд. И тоа е затоа што образованието е на некој начин уништено и никако не служи на она што значи реална економија или не подготвува кадар. И токму затоа со носењето на оперативниот план за вработување направивме мерки за брза преквалификација, доквалификација и тоа го направивме заедно со работниците, работодавачите за да можеме да послужиме да вработливоста кај луѓето се зголеми и токму затоа постигнавме една рекордно низок процент на невработеност, тоа е 17,5%, а кога дојдовме беше околу 22% и тоа само за 2,5 години. И тоа исто така се одвиваше само преку социјален диалог кој што навистина сметам како социјалдемократи го носиме како посебна вредност и целото тоа не усогласува и не движи блиску кон европските политики и европските принципи и стандарди кои што навистина сметам дека можеме да ги постигнеме. И последната што да речеме и е многу важна, не е, ако е последно ја споменувам, тоа е законот за недискриминација. Тоа беше не лесно да се дискутира по однос на тоа прашање, затоа што сметам дека во многу дискусии сум фатила дека не само радикалите и десничарите имаат проблем со ова прашање, туку дека се случува и во други редови да имаме дискусија што не е толку многу позитивна, но со повторно вклучување на засегнати страни што се надвор од политичките партии, но сепак се приврзаници повеќе на социјалдемократијата и начинот на размислување и действување, успеавме да донесеме еден квалитетен европски усогласен закон за недискриминација. И најмалку очекував да се сопнеме на создавање на една комисија која што ќе биде активна, професионална, за да можеме овие прашања да ги решаваме брзо и ефикасно. Сепак како влада се уште или како парламент се уште не може да се пофалиме дека оваа комисија е формирана, но очекувам дека во наредниот мандат тоа ќе биде брзо, посветено за да кажеме дека нашето законодавство кое што целосно за недискриминација, кое што целосно го усогласивме со европското, ќе покажеме дека знаеме да го имплементираме и ќе покажеме резултати и во ова прашање. Ви благодарам, стојам на располагање за прашање.